шетав така низ планина со моето дете, кога во еден момент, поминувајќи покрај едно дрво, случајно на гранката допрев со рака, некоја прачка сакав да имам со мене и во дрвото да ти имат стршени. Кога во еден момент осетив во десната рака, во горниот дел, болка силна, кога погледнав околу мене, имаше 5-6 стршени летаа наоколу. Единствено во тој момент, благодарение што ми текна во моментот, одма после каснувањето, знаејќи дека се многу отровни, повикав брза помош, се јави во Прилеп, му кажав на кое место се наоѓам и со што возило ќе идам према Прилеп, а до каде ќе можам да издржам и самиот не знаев. Само за неполни 5 минути го зедов од озгора возилото да го возам, што побрзо, само што слегов на главниот пат Крушево-Прилеп, едноставно ми се зеде видот. Значи не можев да гледам, сето беше обелено околу мене, а голем проблем имав со дишењето. Малиот детето со мене, иако не беше добар возач, значи се каче, немаше кој да помогне во тој момент. И вози му, викам, полека, колку што можеш побрзо, ама и полека, внимавај да не направиш беля. Во тој момент се јавив, бидејќи беше некаде 5:30 часот на сабајле, се јавивме кај дежурниот на полициска станица Кривогаштани, му се представивме кој е и побаравме помош да ни прати или кола, или шофер, бидејќи детето не знаеше да вози. Тој ни одговори дека немаме таква надлежност и дека едноставно барајте хитна медицинска помош или снаоѓајте се како знаете. Напад се сретнавме со брзата помош, која не можеле, бидејќи биле две докторки, не можеле да ме кренат. Па запреле комбе во тој момент, од комбето ме кренале откова, бидејќи не бев веќе при све сречено јас. Тоа ми го кажуваше малиот мој. И ме ставиле и воедно ми ставиле против отров, која те делува 7 минути, што знам колку делувал. Значи, кога ми ја ставија таа инекција, едноставно дојдов при некаква свест, ме прашаа како се чувствуваш, му кажав дека се чувствувам со дишењето подобрено, само со видот и нозете дека ми се здравуваат долниот дел, ми рекоа дека ќе помини, тоа не е страшно. Притисокот мерејќи ми го пред железничка во Прилеп, само што сме стигнале, почнал притисокот пак да ми паѓа, да ми се влошуват дишењето, ми ставиле уште една инекција, па потоа ме однесоа во интерно, таму добив 2 системи и една инекција за опуштање на мускулите. Докторката кажа дека едноставно животот ти го спасија тие 2 инекции што ти ги ставивне, значи шанси, рече, теоретски немаше да стигнеш до болница доколку не се јавеше навремено. Значи тоа беше пресудното што ми го спаси мојот живот, мислам. Им благодарам на сите што ми помогна. И колку стршени ве касна, имаше колку убоди утврдени? Па ја мислев дека, значи, бидејќи почувствував само една болка јака, мислам така почувствував, но сум имал 4 убоди каснато, мислам од 4 стршени сум бил каснат истовремено. А еден стршен, кажуваа таму дека имал содржав отров колку за од пола змија отрово, пример. Значи тие 4 стршени исто како 2 змии да те каснале во истиот момент.